Почитувани граѓани, пред само 3 дена на клиниката за детски болести почина 2-годишно дете. Прегладнето, премрзнато, попуштило неговото детско срце во рацете на лекарите кои не успеа да го спасат. Во 21 век, во Македонија, почнаа да не умираат деца од глад. Децата станаа жртви на системот кој има обврска да се грижи за нив. Ова зборува дека социјалните служби кои имаат обврска да превенираат вакви случаи воопшто не се на терен и не ја следат состојбата во семејствата. Дека алармот за детска сиромаштија во Македонија треба да се вклучи, зборува и годишниот извештај на првата детска амбасада Меѓаши. На нивниот SOS телефон децата најмногу пријавувале сиромаштија во нивните семејства. Дури 55 деца побарале финансиска и материјална помош. Ова говори дека загрозената семена екзистенција и сиромаштијата болно и потресително допрела до кревката детска душа. Додека деца на SOS телефон очајно бараат парче леп, додека на улиците ни смрзнуваат деца возрастни и стари, додека весниците се полнат со приказни за починати деца од глад како Македонија да е Африка, оваа власт потроши $500.000.000 на кампања за здрава храна. И светот знае за сиромаштијата во Македонија, само власта на Груевски, суетна, сита и удобно сместена во фотелите, не сака да ги види и слушне своите граѓани. Македонија е трета во Европа по сиромаштија, според Евростат, 11-та во споредба со 90 земји во светот под длабочина на сиромаштија, според Вашингтонскиот институт Кейто. Според последниот извештај на Светската банка, над 180.000 граѓани во Македонија живеат со под 40 денари дневно. А според Заводот за статистика, најсиромашни се семејствата кои имаат 3 или повеќе деца. Во 2012 година процентот изнесувал 53,9, а споредбено со 2010 оваа стапка се зголемила за 10%. Ова оди сосемна спротивно од владините политики за зголемување на наталитетот. Тоа се 100 чекори на Груевски, кои со катастрофални политики ја осиромаши Македонија, ги клекна луѓето на колена, а сега влезе во домовите и ни чепна по најмилото децата. Ова мора да престане. Системот на социјална заштита мора да претрпи драстични промени. Треба да се грижи за граѓаните и да биде потпора во најкритичните моменти од нивниот живот. СДСМ предлага формирање на посебен комитет во кабинетот на Министерството за труд и социјална политика, кој ќе се грижи и ќе биде одговорен за детската благосостојба, поради тоа што детската сиромаштија е прескапа за Македонија. Дополнително предлагаме воведување на семеен социјален работник кој ќе биде на терен и ќе работи со семејствата на надминување на нивната сиромаштија. Вклучително ќе превенира и запоставување и злоставување на деца. Ви благодарам.